Добар ден, денеска ќе зборуваме за дразбите и осетите и која е разликата помеѓу нив. Значи, она што ќе разработиме се поим за дразби, поим за осети, разлика помеѓу дразба и осет, ќе зборуваме за процесот на осетување и видовите осети и нивните карактеристики. Што е осет и осетување? Ние во секојдневниот живот нашиот организам е постојано изложен на различни дразби и тие дразби ги регистрираат нашите сетила. Затоа можеме да кажеме дека дразбите се всушност енергетски процеси кои делуваат врз сетилните органи, а сетилните органи се специјализирани за прием и обработка на различни видови дразби. Овде на фотографијата се познатите 5 сетилни органи кај човекот, значи увото, окото, устната ушуплина, јазикот, носот и кожата. Сега, што се дразби на овие сетила? Значи, дразбите ги дефиниравме како различни енергетски процеси кои делуваат врз сетилните органи и тие може да бидат во хемиски супстанции, може да бидат во тврда, течна или гасовита состојба. Овде во табелата може конкретно да се види видот на дразба, на кој сетилен орган делува и крајниот резултат од овој процес кој што резултира со појава на осет кај личноста. Значи, дразбата на сетилниот орган за вид окото се светлосните бранови со определена бранова должина, потоа на увото се звучни бранови, кај носот се хемиски супстанции во гасовита состојба, кај јазикот и устната шуплина се хемиски супстанции во течна или тврда состојба, значи храната и белоците, и кај кожата тоа дразба представува притисок кој што се врши врз рецепторите кои што се лоцирани на површината на кожата или температурни промени преку кои што кожата ни дава информации дали ни е топло или ладно, односно имаме осет. Како настанува осетот? Значи, таа дразба од овие различни видови како што ги наброивме на претходната табела представува енергетски процес и тој процес, таа супстанца делува на рецепторите кои што се сместени во зидовите на сетилните органи. Како резултат на овој процес се создава нервен импулс, тој всушност представува информација дека дразбата делувала врз рецепторот и оваа информација се пренесува до соодветните центри во мозокот, значи осет за вид, осет за слух, осет за мирис и така натаму. Во мозокот постојат посебни зони, центри кои што се специјализирани за прием токму на овие видови информации и како краен продукт на целиот овој процес се јавува свест кај единката за постоење, за делување на некоја дразба и ова го нарекуваме осет. Значи, осетот е психички процес на спознавање на поединачните својства на предметите и појавите. Значи, има почеток, траење и крај, затоа велиме дека е психички процес, а осетот е свест за действување на дразбата врз некој поеден сетилен орган и делувањето на дразбата врз сетилниот орган го одредува психичкиот процес осетување, чиј краен резултат е појавата осет. Осетите се поделени во две групи на надворешни и внатрешни осети. Надворешни осети се осет за вид, слух, мирис, допир и вкус и кај надворешните осети карактеристично е што рецепторите се лоцирани на површината на сетилните органи. Внатрешните осети се органските осети и осети за движење и рамнотежа. Значи, во овој случај рецепторите се лоцирани во внатрешноста на органот, во зидовите на внатрешните органи
и во коските и тетивите на мускулите, при што добиваме информација дали не боли желудник, како ни работи срцето, добиваме информација за положбата на нашето тело, благодарение на податоците од рецепторите за движење и рамнотежа, значи ние успешно функционираме на физичко ниво, ја зафаќаме одредени положби со телото и одржуваме рамнотежа. Сега, накратко нешто сосема за секој вид на осет, секако дека вие по биологија ги имате изучувано овие податоци и овде повеќе ќе се осврнам, значи конкретно на самиот вид на осетување за секое сетило. Значи, сетилен орган за вид е окото и тоа со своите рецептори ги регистрира светлосните бранови со фреквенција од 380 до 760 Херци во дел од сончевиот спектар. Значи, нашите сетила не се совршени и секогаш се специализирани за прием на дразби со одреден диапазон. Така е во овој случај со окото и овде на фотографијата можете да видите, еве точно, ако е ова целиот спектар, значи овде можете да видите само кој дел од светлосните бранови се видливи за нашите очи, значи се што е под и над оваа фреквенција на светлосни бранови, нашите сетила едноставно не го регистрираат. Значи тоа се еве ги X зраците и така натаму. Инфрацрвените X зраците, UV зраците, инфрацрвените зраци, сето тоа нашите сетила едноставно не го регистрираат. Осетот за слух, сетилен орган е увото. Тоа се состои од 3 дела, значи надворешно уво, средно уво и внатрешно уво. Сите тие имаат свој удел во целиот процес на регистрирање на звучните бранови. Увото ги регистрира звучните бранови во диапазон на фреквенција од 16 до 20.000 Херци, се што е под и над оваа фреквенција нашите сетила за слух не го регистрираат. Осетот за мирис е резултат на функционирањето на сетилото за мирис, тоа е носот, и рецепторите за мирис се наоѓаат во носот, значи во целата површина на носот, на носната празнина и ги регистрираат хемиските супстанции во гасовите состојба. Човекот разликува различни мириси со различни квалитети и на тој начин успешно функционира или во секојдневниот живот. Сетилото за вкус е устната шуплина, устата и јазикот. Рецепторите се распоредени на површината на јазикот во групи, значи различни рецептори за различни квалитети на вкус. Човекот разликува 5 различни вкусови: сладко, солено, кисело и горко и луто. Меѓутоа, лутото е комбинација, значи на надразнување на рецепторите на горко и кисело. Осет за допир настанува како резултат на надразнување на кожата, на која што се распределени сетилните рецептори и кожата е специализирана за регистрирање на допир, притисок кој што се врши врз нејза, исто така има рецептори кои што регистрираат болка и рецептори кои што регистрираат промена во температурата, односно ја регистрираат промената во интензитетот на температурата. Карактеристики на осетливоста, значи
самиот процес на осетување, значи кој што има крајен резултат или појава на осет, има неколку карактеристики, неколку специфики. Првата карактеристика е интензитетна осетливост и таа представува карактеристика на сетилата да регистрира дразби со определен интензитет. Бидејќи сетилата на човекот се ограничени, односно регистрираат дразби со интензитет кои што се движат во одреден диапазон на вредности. Значи не ги регистрираат сите дразби, затоа што доколку нашето тело би го изложиле на регистрирање на сите дразби кои што доаѓаат до него, тогаш едноставно нашиот психички и физички живот би бил невозможен, бидејќи не може организмот да направи селекција. Затоа, че нашите сетила се ограничени и секој од нив има минимален, што го нарекуваме уште и апсолутен праг на осетливост, значи тоа е најнискиот интензитет на дразбата која сетилото го регистрира и секако има највисок интензитет на дразба кој сетилото го регистрира, тоа е максимален праг на осетливост. Еве овде, например, кај сетилото за слух, одредени се на цртежот праговите на осетливост, значи 360 Hz е минималниот праг на осетливост или апсолутен, значи тоа е најнискиот интензитет кој што треба да го имаат звучните бранови за да сетилото за слух, односно увото, односно рецепторите кои што се наоѓаат во увото, тоа го регистрираат. Максималниот праг на осетливост кај сетилото за слух е 780 Hz, значи сетилото, увото регистрира звучни бранови со интензитет од 780 Hz. Значи се што е под оваа вредност и над оваа вредност на интензитет на дразба, увото нема да го регистрира. Еве овде на фотографијата можете да забележите еден пример за праг на осетливост кај сетилото за вид. Значи може да забележите дека овде има 5 различни фотографии, различни слики и секоја од нив, значи во секој од нив забележуваме, нашите очи регистрираат едно кругче во внатрешноста, меѓутоа забележуваме разлика во интензитетот на бојата на кругчето, односно нашите рецептори практично ги регистрираат промените, односно одбивањето на светлосните бранови од површината и овде се забележува, особено меѓу 3, 4 и 5, можеме да го забележиме прагот на разлика. Значи, се зголемува интензитетот на светлосните бранови, кои што се прекршуваат од подлогата и нашето сетило за вид тоа го регистрира како промена во интензитетот на светлината на оваа фотографија, на оваа слика. Освен овој праг на осетливост, како поим кој што се однесува на интензитетот на осетливоста, е воведен така наречен диференцијален праг или праг на разлика, значи представува вредност за која треба да се промени интензитетот на дразбата за сетилото тоа да може да го регистрира. Значи, овие вредности на интензитети се константни и се одредени, проучени за сите сетила. Оваа проблематика, значи со овие прашања се занимавале Вебер и Фехнер и дефиниране Веберовиот закон, кој што укажува на тоа дека односот помеѓу вредноста на интензитетот на дразбата, која треба да се додаде за да биде регистрирана промената на сетилото, и вредноста на постојниот интензитет на дразбата е константна.
Значи, за секое сетило тоа се точно определени вредности и интензитети. И еве, тоа можеме да го илустрираме со еден пример, значи во однос на сетилото за вид. Ако во една просторија горат 100 свети, нашите сетила за вид ќе регистрираат одредена светлина, нели, со одреден интензитет. Ако запалиме уште една свеќа плюс, во вкупниот наш осет значи, осетот нема сетилата тоа да го регистрира. Вредноста колку свеќи треба плюс да запалиме е константна вредност. Значи, ако запалиме 10 свеќи плюс, нашето сетило за вид тоа ќе го регистрира како зголемен интензитет на светлина во просторијата. Освен интензитетна осетливост, значи следна карактеристика е квалитетна осетливост, што укажува на својството на осетливоста да регистрира различни модалитети на осетите. Например, сетилото за вкус разликува и солено, и сладко, и кисело, и горчливо. Значи, различни квалитети. Следна карактеристика на осетливоста е дека при хендикеп на едно сетило, автоматски се зголемува осетливоста на останатите сетилни модалитети. Значи, единката за да може да функционира, прави адаптација на своите сетила, односно повеќе ги вклучува другите сетила за да го надомести хендикепот и ова резултира со практично зголемена осетливост на од другите сетила, кои што се функционални. Сетилна адаптација подразбира прилагодување на сетилните рецептори при промена на интензитетот на дразбата или нејзиното продолжено дејство. Што значи ова? Ова значи дека нашите сетила се адаптираат на промената која што настанува во околината. Например, при премин од многу светла во многу темна просторија, нам ни се случува да неколку секунди нашите сетила за вид не ја регистрираат промената, бидејќи им е потребно време да се адаптираат на исклучително интензивната промена на дразбите. Од премногу светло во премногу темно или обратно. И во друг случај, например, кога ние влегуваме во вода, најпрвин кожата, сетилото за допир реагира дека водата ни е ладна, студена. Колку повеќе време остануваме во водата, значи кожата, рецепторите се адаптираат на ова и потоа чувствуваме дека, осетуваме дека температурата на водата е пријатна за нас. Исто така, една карактеристика на осетливост е и сетилната депривација, која што настанува во случај кога човековиот организам е изолиран или лишен од делување на дразби, а во минатото се користела така наречена бела соба, значи во која што нема звукови, изолирана просторија, се е во бело, за да се намали интензитетот на влијанието на дразби различни и се проучувала самата сетилна депривација во психолошки сврхи, што секако, доколку човек биде изолиран подолго време на овој начин, значи доколку неговите сетила се депривирани, не се изложени на дразби, тоа остава сериозни последици по неговото и физичко и ментално здравје. Ви благодарам за вниманието.